5 дена пред првиот круг од претседателските избори во подкастот на Плюс Инфо ни гостува еден несекојдневен гостин, тој е господинот Стефчо Јакимовски, претседателски кандидат. Добро познат лик во македонската политика, со години е присутен на разни позиции, најмногу како градоначалник на општината Карпош, така е и познат. Инаку познат фајтер, го знаеме сите, и во младоста бил фајтер, карате шампион на Македонија, например, тоа е едно од неговото лично портфолио. И на Југославија. И на Југославија, се извинувам, да. Оваа кампања ја води под мотото храбар председател и тоа некако се совпадне со еден необичен, несекојдневен момент, еден би рекол несекојдневен фаул врз председателски кандидат каков што не е забележен во македонската политика. Во екот на пријавувањето тој се најде на американската црна листа. Добредојавте во студиото на Плюс Инфо, господин Јакимовски. Задоволство ми е да бидам денес со вас. Пред некој ден забележав дека изјавивте, цитирам, САД се гарант за постоењето на Македонија. Од човек кој беше ставен на американската црна листа, може би не очекувавме ваква изјава. Морам да ви прашам, што е тоа нешто? Додворување, покаяние, некој обид да се каже нешто, да им се упати порака на американците? Ова јас го кажав во моето прво интервју на Телма. Уште, значи тоа беше уште пред да се кандидирам. Значи, јас ова од секогаш кажувам. Без разлика што сум јас ставен на црна листа, ја не значи дека треба да имам камприц сега кон американците да фрлам со дрво и со камење. Зборуваме принципиелно. Ако се кандидираш да водиш држава, мораш да водиш сметка за државата, не за себе. Гарант за постоење на Македонија беше Југославија. Штом ја нема Југославија, гарант за постоење на Македонија е Америка. Тука нема дискусија. Колку год некој да сака да кажува за проруски ставови, за руски сентименти и така натаму, се е тоа точно, дека ние имаме руски сентимент. Меѓутоа, во нашите проблеми со бугарите, русите секогаш ќе стојат на страната на бугарите. Зошто? Зашто тие ја направиле бугарската држава, зашто преку Чарното море се практично соседи, затоа што држава по-голема од нас и затоа што геостратешки, воено, политички, економски е посилна од Република Македонија и тоа е логична причина ние до кого треба да се држиме и со кого треба да го развиваме партнерството. И тука нема дискусија. Она што јас, како претседателски кандидат, како политичар, пред се како човек, инсистирам малку повеќе респект кон оваа држава и кон овој народ. Прво, ние сме лојални партнери. Но нас не изненадува постојаното гњавење на Македонија и на овој народ со давање на задачи кои што се неостварливи, кои што се чудни, кои што се небулозни. И сметам дека главниот проблем не е кај нив, туку кај нас, оти знаат дека имаме ниска точка на топење и дека ние сме тие што ќе попуштиме, а нив ми е битно проблема да го затворат. На чија штета ќе биде, тоа не е битно. Рековте руски сентимент дека сепак постои во Македонија. Ја ќе ве подсетам дека во период од втората половина на 19 и првата половина на 20 век, кога се всушност револуционерните борби за формирањето на македонската држава и на оформувањето конечно на македонската нација, или како политичка творба, револуционерите, организациите револуционерни не се обраќаат за помош до Русија во принцип. Се упаќаат апели, писма до Франција, до Велика Британија, до Америка мислам не, но во принцип до западните земји. Ја не можам да ја видам таа историска димензија на тој руски сентимент во Македонија. Постои или не постои? Треба се лажеме дека не постои. Прво мислам како православен народ. Постои сентиментот.
руски, тука нема дискусија. И треба да се фолираме, да кажуваме дека тоа не е така. Впрочем, со граѓаните, кој ќе седнеш, кој ќе разговараш, тоа е повеќе од очигледно. Но затоа велам, ние се кандидираме да ја водиме државата и мора да размислуваме рационално и да разложиме што е што. Значи, ова е логиката, ова е вистината, вие точно потврдувате дека и за време турско, кога сме сакале да самостоиле, кога сме дигале бродови во воздух, за да скрене вниманието кон нас, не да скренеме на Москва вниманието, туку било на Лондон, на Париз, пред се, на Берлин, тие ги сметале за големи сили. Дури и пред да се случи Линденското восстание, англиската амбасада во Солун била известена дека имаат намера да креват Линденско восстание, англичаните им рекле, ние сме против. И тоа не смеете да го направите. Дали ме разбирате? Значи, тоа е факт дека ние постојано сме свртени кон Западот и тука нема дискусија. И ни е добро за Македонија што имаме голем стратешки партнер кон нас. Меѓутоа, лошо е што во континуитет ние имаме политичари начело на државата кои што многу се меки на притисок, на најмал притисок се меки. Еве сега ќе ви кажам една многу едноставна работа. Што мајка бараме ние да се мешаме да бидеме ко-спонзори на резолуцијата за геноцидот во Сребреница? Еве, ај, објасните ми, што ние во тоа се петљаме? Србија ни е сосед. Сега, што не го побараат, а тоа е набарање од партнерите, да се вклучи Македонија. Што не се вклучи Словенија? Што не се вклучи Хрватска? Чекайте, луѓе, ние граничиме со Србија. Не зборам за просрпски ставови и така натаму. Јас зборам за опасности што се демнат кон оваа држава. И сега, кога видиш дека Србија била максимално коректна, си ја повлече војската 92 година, не испука ни еден куршум, а можеше. Србија беше бомбардирана од Македонија, Милошевиќ тогаш можеше. Која ние противвоздушна одбрана имавме? Можеше Салата да ја направи, и рафинерија, и металски завод, и алколит, сите големи фабрики, и аеродромот да ни ги збомбардира. Значи, ние немаме проблем ние со таа држава. И сега, тоа само кажува колку сервилни луѓе во политиката имаме. Ќе ви дадам уште еден пример. Кога Весли Кларк дојде, потоа Клинтон, да го бара нашето небо за напад на СРЈ, па како ние не кажавме, слушај, се е тоа во ред, ние сме со вас и ве поддржуваме, сакаме да падне режимот Милошевиќ, а многу се плашиме од Милошевиќ, тој е воено многу посилен од нас, бараме итен прием на Македонија во НАТО, како што тоа сега го стори Финска. Си дадовме све, нема проблем, се сликаа, се поздравуваа, како ни се врати тоа потоа, имавме 300.000 бегалци, за колку време потоа ние имавме војна во Македонија, која што криво седи право суди, беше увезана од Косово. Зборувам со факти или не зборувам со факти? Значи, сите тие наши конструктивни и кооперативни односи кон стратешкиот партнер, значи не сме знаеле да ги искористиме во наша корист. А секој си води политика што ќе биде во негова корист. И јас одговорно тврдам дека тогаш, ако ние сме застанале цврсто, дека ние ќе бевме членка на НАТО. Затоа што тоа беше интерес на Соединените американски држави, на земите членки на НАТО и така натаму. Нели дадовме и територија од Македонија за НАТО бази. Сеќавате во Куманово, сеќавате во Катланово, сеќавате во Петровец. На аеродромот беа стационирани италијан, имаше и шпански војни контингент. Ви тогаш бевте активен во политиката во тој период? Бевте активен во политиката? Не. Тогаш бев директор на предпријатие. Така е, некаде 2003-2004. Ова е 99-2000 ова се спремаш. Така е. Но вие предложивте сега во кампањата да изградиме болница за НАТО. Да. Во регионална болница за НАТО. Тоа сега вака да го преведам на разбирањето, например, на Бујар Османи, тоа би значило болница, ако правиме за НАТО, тоа значи дека НАТО ќе остане уште известно време подолго на Балканот, не само во Македонија, туку веројатно и во Косово, а тоа сепак ќе биде спротивно на, барем како што е сега, на српските интереси
Не е ли малку контраверзна таа идеја? Нас не е стратешка определба НАТО. Србија е стратешка определба како неутрална држава. Сега ја да преведам. Што ќе се испазариме? Во случај на војна меѓу НАТО и Руската Федерација, таму ќе има многу жртви. Таму ќе има многу крв. Таму ќе има многу ранети. Или сега ова што се случува на Блискиот Исток, како ескалира војната меѓу Иран и Израел, се вклучи и Хезболах, еве Хамас се вклучува, значи тие со хеликоптери, со авиони се транспортира до оваа војна НАТО болница, која би имала 12 операциони сали, со 2 одела, траума и АБХ заштита. Во траума све влегува, значи и неурохирургија, и офталмолошка хирургија, торакална хирургија, абдоменална хирургија, траума, ортопедија. И ние во мирнодопско време таму би се лечело, значи, комплетниот безбедносен систем на Република Македонија, и Македонија значи на едно место ќе има комплетна слика за безбедносниот систем на државата. Војска, полиција, АНБ, Агенција за разузнавање, пожарникари, овие како се вика за заштита и спасување, Центар за управување со кризи и така натаму, заедно со нивните семејства. Прво за тоа ќе добиеме пари, второ за лечење на тие војници, исто така ќе добиеме пари, ќе добиеме логистика и во исто време ќе добиваме логистика во усовршување на нови методи во лечењето на пациентите. Пред се тука мислам на неинвазивните методи, што се многу битно за брзо оздравување на пациентите и нивно брзо враќање во функција. Дури тогаш можеме сериозно да размислиме оваа клиничка болница да ја развиваме, а клиничкиот центар полека што го планираме да го градиме. И тогаш уште повеќе стануваме, значи ние во ниту еден момент не се потрудивме по нешто да бидеме регионален центар. По нешто. Ако веќе влегуваме во овие интегративни процеси, нешто да донесеме овде, некоја паричка да влегува овде, нешто да бидеме битни. Ја нудевме базата во Криволак за тоа си ја нудиме како невеста за мажење, знаете, како стара мома си ја нудиме на сите, ние тука нема дискусија. Да ме прашаме, љубопитен сум, често се споменува таа ваша средба во 2017 година со представници на Путиновата партија Вистинска Русија, ако не се лажам се. Единствена Русија, така. Вие бевте со господинот Иван Стоилковиќ, од некаде се појави и нашиот познат камерман, филмаджија Борис Дамовски. Што ви кажа тогаш русите на таа средба, за нашата ориентација према НАТО и така натаму? Прво тогаш има голема разлика во период, сега има огромна разлика и 2017 година. Сега ни на крај памет не ти паѓа да одиш во Русија. Тогаш беше сосема мирна, нормална работа да одиш во едно. Не ве караме што сте биле, убаво сте биле. Не, далеку од тоа. Прво за мене тоа е едно големо искуство. Ќе ви кажам неколку работи. Прво што бев изненаден. Бев многу изненаден за односот на Русија како предсе православна држава кон муслиманите. Во која смисла? Во смисла на максимална поддршка на муслиманите во остварување на нивните верски обичаи, на поддршката на муслиманите, и кога ќе видите вие сите тие муслимански држави влегуваат во состав на Руската Федерација. Се изненадив кога видов дека во Москва е најголемата џамија во Европа. Се изненадив кога слушнав дека за време на Бајрам се затвараат улици, зашто нема доволно простор во џамиите, за да се клањаат, стојат возила, ни една кола не свири. Тоа за мене беше навистина изненадување. Следната работа, тогаш слушнав дека практично ние сме влезени во Трета светска војна, меѓутоа во Трета светска војна информативна, таму тоа го слушав. И оно што за мене беше најбитно, знаете кај е сместена на партијата на Путин?
Не. Ако зборуваме за централното подрачје, сместена е во Карпош 4 и тоа не на Партизанска, него десно на улица Волгоградска на едно ќошенце, во една зградичка со жолта фасадна цигла, со врати железни, дури несени алуминиумски, внатре од скромно поскромно, партијата што е го дрма Светов. И сега кога ќе направите еден пандан на тоа, ќе видите Белата палата, Па добро, Кремљ. Белата палата се викате мајко, каде отидов? Кремљ е негов, не мора, може да одглуми скромност, нели? Па добро, Кремљ е на државата, Кремљ не е на партијата, тоа беше ето така. Значи, сега да ви кажем уште една работа. Во исто време тогаш Заев се братимеше со руски градови. Па со амбасадорот, тоа зборува за економска соработка. Значи тоа беше сосема друго време. Сега е сосема друго време. Какво беше нивниот став за нашето барење да влеземе во НАТО? Во тој период бевме прилично. Во тој период бевме прилично. Ние вака ќе ви кажам, ние разговаравме со председател на Комисија за надворешна политика на Руската Федерација. Интересен е многу ставот. Вели, во Европа и со раце и со нозе треба да гребете, треба да влезете во Европа, вие таму припаѓате. Во НАТО не треба да влезете, зошто? Прво, вие сте мала држава, ќе имате големи издатоци, второ, ќе има конфликти низ светов, стратегијата е да не се праќаат од една држава војници, таа да дава интелидженс сервис, да дава сателитички податоци, да дава командна поддршка, да дава оружје и така натаму, а таму да одат војници од други држави. Демек, вие како мала држава ќе давате значи војска и така натаму, каде што вие за тоа не сте подготвени, ниту имате капацитети. Тоа беа нивните размислувања. Ве прашувам затоа што јас имам сигурна информација од прва рака дека уште во 2007 година некаде при една средба тогашниот председател Црвенковски со Путин, тука некаде на Балканот, мислам дали е Хрватска или Сараево, мислам дека во Сараево, средба каде што сите балкански лидери, прваци разговарат со Путин, Путин е Путин, нема време еден по еден да ги шета него, тие доаѓаат кај него. Практично му е кажано најдиректно, најотворено дека во нивната геостратегија Македонија веќе припаѓа на западната политичка хемисфера, на Западот, и таа е завршена работа. Кажано е нешто друго, дека Украина и Грузија никогаш нема да бидат таму, и после долги години всушност тоа и се остварува, се гледа во ова. Ама тоа е геополитика тука. Тука дали сега ќе разговарате за тоа, Украина и Грузија дали ќе влезат во НАТО или ќе разговарате после 100 години? Сакам да кажам дека оваа теза, дека во Македонија, сакал се вас да е проверам таа теза, моја теза, дека во Македонија се води, преку Македонија се прекршува остра војна меѓу Русија и Америка, односно меѓу Русија и НАТО, не е точно. Дека е погрешно. Да, не е точно и не е така. И ние толку битни, мислам дека руските интереси се до Девебајр. Во тој дел и нормално Србија со Република Српска. Интересно ми беше вашата теза во кампањата. Таа се совпаѓа со Се извинувам, овде само да вратам уште еднаш. Нема да го спомнувам господинот кој што бил шеф на делегација на погребот на Јелцин од Македонија. Ми вели вака. Прво се изненадија многу што имаше од Македонија делегација за погребот на Јелцин. Жена му беше навистина многу изненадена и тоаш ни кажа дека Јелцин многу сакал да дојде во Македонија. Нормално, ние вели се заблагодаривме дека многу ни значеше Русија кој не призна како трета земја во светот. Ни беше многу битно да некој од големите сили не признае. И вели од комеморацијата кон погребот не седна во истото комбе со Буш и неговата делегација. Второ, на ручекот јас вели седев меѓу Путин и меѓу Лавров. И тогаш од Путин истите овие зборови што
тогаш ми ги кажа мене, исто така да, вие морате да се трудите да влезете во Европска унија, вие тамо припаѓате. А за НАТО треба да бидете многу предпазливи. Интересно ми беше, велам, вашата теза, ови ваш обид всушност да војната во Украина ја погледнете низ призмата и на македонските, да речам, економски интереси, можни економски интереси, да, ние на Украина ги подаривме сухоите и тенковите. И да ракетните фрлачи, град. Да, и да речеме, да бидеме реални, тоа е не е некое оружје кое денеска се важи и врши голема работа во войните, војната малку се води поинаку. Во Украина веројатно во иднина поинаку ќе се водат војните. Сокеровски од првини русите излегува со тенкови Т-64. И русите од првини излегува со постарото оружје. Па сега го вадат новото софистицираното оружје. Значи сето тоа секако многу им значи. Хеликоптерите Ми-17 и Ми-24 се квалитетни хеликоптери. Не може да кажем дека не се квалитетни. Да, ние ги пробавме тука малку. И оно што мораме да го знаеме, кога побаравме помош за време на 2001, Русија одби да ни даде помош, Украина ни даде и тоа е честно да се признае. Да, и јас, луѓе во веќе трет пат го соштувам, знаете ли како ги имат донесено сухоите? Сухоите се донесени со летање под цивилни авиони. Значи, еден по еден се донесени со летање под цивилни авиони и еден од пилотите 5 килограми е ослабнат од напнато со. Замислите ако влезе во воздушен простор и поголемиот авион да удри врз помалиот. Значи, тој може да се распадне, може да се распадне и поголемиот. И второ, украинците имат многу добри пилоти. И тоа, ова помош што ја даваме, тоа е честно да се даде помош и честно е да се даде подршка. Но како што вие напомнавте, ние мора да мислиме во оваа ситуација дека чекайте, дај да видиме што можеме и да продадеме таму. Што можеме да продадеме ние? Па, ние секако дека можеме да продадеме таа војска на фронт се храни, дека таа логистика влегуваат пари, никој џабе не дава јадење таму, дека тоа се плаќа. Нормално Украина како резултат на војните действија намалено производство и на храна и на опрема на се живо. И затоа ние треба да видиме што можеме да испорачиме во тој дел, особено трпиме сериозни штети во земјоделието како резултат на изгубениот пазар во Белорусија и Русија. Тоа се факти. И ние треба да видиме како тоа да го компензираме. Второ, по моје мислење, ние уште од сега државата треба да има економски представници и да се подготува еден ден таа војна ќе заврши. Таму ќе има Маршалов план за обнова на Украина. И трето, ние мораме, поготово нашите градежни фирми, да отвараме јавни работи уште веднаш, да ги држиме во кондиција и во делот на ниско градба и во делот на високо градба, за кога ќе се отвори таму тој пазар, ние веднаш да можеме да влеземе и тоа да значи приходи и подигање на силата на македонското градежништво. Господине Киловски, таму може со години да се работи. Нашата градежна оператива, Гранит, нашите компании кои пред 15 20 години градеа во Албанија, се градеше пат, мислам Гранит и така. Од Романија до Киев Гранит го градеше патот, 460 километри. Да, но во последните 20 години буквално се девастира Гранит во Македонија, други фирми добиваат и така. Колку сме сега реално ние спремни, колку е таа компанија во кондиција, затоа што тоа ќе биде голема трка, голема надпрва, ја читав една проценка дека ова е пред неколку месеци, дека до тогаш штетата во Украина се проценуваше некои 400 милиарди евра, сега кој знае колка во момент. Колку е, поготово ударите врз енергетскиот сектор. Кој знае ние дали имаме ли ние сила, колку направивме грешка всушност, малку не ги фаворизиравме домашните компании, например во нискоградбата. Господин Геровски, сега вака ќе ви кажам, јас сум многу храбар човек. Ама јас храброст да дигнам рака врз бетон немам. Предпријатие кое што екзистирало 70 години. Го затворивме бетон, Скопје. Го затворивме бетон Штип. Без трунка да размислиме, значи многу е битна референцата. Многу е битно
традицијата. И јас ќе го свртам тоа на спортскиот аспект. Знаете ли колку е тешко на екипа која сегла влегла во прва лига, и ако е кадровски, дури и тактички подобра од екипа која што е долго време во прва лига, и ако таа во сите елементи е послаба, да ја добиеш, затоа што навиките, искуството, традициите се многу битни. Исто е и во делот на бизнисот, во делот на градежништвото. И таму кога ќе треба да одиш, ти вика, во последните години да имаш минимум тоа и тоа изградено. За тоа ние треба нашите компании да ги држиме во кондиција. За тоа ние Галиште и Чебрен треба да градат наши компании. За да има референца. За тоа ние треба во последните 5 години толку и толку фирми да имат, не знам, аутопатишта направено, имат направено мостови. Значи сите тие референци ние треба да ги одржуваме, а не ние дојдовме и се нафрливме врз овие компании затоа што не знам биле блиски со претходната влада. А што да прават луѓето? Кога во оваа држава целата економија е врзана за јавните набавки, за тендерите, за буџетот и така натаму. И сега кој е на власт мора да бидат блиски со нив, но ние мора да ги штитиме тие компании. Не се прави лесно од нула компанија. Па тие компании, значи, имале бетонски бази, имале асфалтни бази, имале механизација, имале логистика, механичари за одржување на таа механизација, имале инженерски кадар, тие се комплетни. Еден долг период кога се градеа патиштата во Македонија, толку колку што се градеа, не се прославивме многу, ама сепак нешто се изгради, нели? Економската логика велеше се поставуваат стандарди, компаниите мора да имаат портфолија, банкарски гаранции, пари, мок, снага, градежна оператива, подизведувачи. Нашите помали компании не беа во конкурентни на тој начин. Но еве видовме сега, кога влегува, например, конзорциумот Бехтеленка во Македонија, се кршат основните правила на некаква тендерска постапка. Ова не беше ни тендер практично. Договор во 4 очи со кршена, начинот на договарање на сумите, плаќањата и така натаму. Уште да ги ставиме подписници на сметка. Така е. Па кога се сака, тоа беше реално. Сега прашањето ми е, зошто во еден долг период, па и во времето на социјалдемократите, подоцна во времето на владата на Никола Груевски, во времето на владата на Заев, значи во еден долг период, зошто не беше возможно да градат македонските градежници, па нека беше малку и поскапо. Ќе останеа во кондиција, ќе останеа... Многу добра поента. Прво гледате што направија. Се нафрлија на врз фирмата на Сеат Коча. Како беше, ние заради Никола не можеме да го мрзиме Свети Никола. Се нафрлија врз него. Она смешна работа за јагленот во Рек Битола. Тендерот бил 17 милиона, човекот ги испорачал јаглена што треба, 17 милиона му зема шехтевелује. А дали го испорачал јагленот? Значи, финансиската управа за приходи и вештачење може точно да утврди колку он имал трошоци, колку имал ќал, можело ќаро да му се земе. Му ја уништивме фирмата, го затворивме него, тие 1200 работници не останаа да не молат нас овде, си го фатија патот, отидоа, сега градат во Германија за повисоки плати. Што направивме? Изгубивме 1200 инженери, палери, асфалтери, мајстори, калфи и така натаму и така натаму. Тој кадар тешко се надоместува. Под изговорот дека е промашен проектот. Пасте, молим те. Така се промашува проект кој се работи со геомеханички истраги, кои сателитски снимки се прават. Мислам, тоа беше лага над лагите. И се што ни се случи? Мајсторите избегаа. Во судска постапка можеш да го раскинеш тендерот. Додека распишеш тендер за нова фирма, умеѓу време се случи војната во Украина, цените поскапеа 3 пати. Сега што правиме? Сега го плаќаме аутопатот 3 пати поскапо. Се гради 10 години, па тој е аутопат... И 1 метар асфалт неаме уште. Да, 55-та година, например, Тито, со работни акции за овие 10 години ќе го изградиш. Со копач, и со лопата, и со оние колички, и со песна, со омладински бригади.
А сега гледайте што се случува. Значи, гледате колкав зијан направивме. Токму ова што сакам да го кажам. Ние мора да донесеме закон. Со кој што? Ако сакаме да ги вратиме работниците од странство во Македонија, секој што зема работа од држава, да му утврдиме минимум плата која мора да му даде на работникот. Не можеш ти да земеш да градиш аутопат и на мајсторот да му дадеш 350 евра. И тој да стане од моја Паланка са Бајле во 4,5, да се качи на автобус во 5 сат, за да стигне во 6 и тамо колку на трасата на аутопутот, например, кога се градеше Штип Радовиш. Или сега Ранковце Крива Паланка. Значи, ние мора да им дадеме на месторите, на инженерите, пристојни плати. Тоа ќе си го калкулира во цената на што ја нуди. Ако во Германија он зема 2300, 2500, ако во Македонија зема 1700 евра, ќе се биде до сопругата, до децата и така натаму, така ќе си вратиме луѓето. И во исто време, ова што го кажувам, дека ќе направиме, ќе ги дигнеме фирмите во кондиција, ќе бидат, ќе имаат референции за да можат утре да настапуваат на странските пазари. И тоа што е тешко да го направиме. Ако ние донесовме закон за НХ Бехтел и ќе платиме 500 милиона повеќе, утре со полно право можеме да донесеме закон, оваа работа ќе ја дадеме на Гранит, оваа работа ќе ја дадеме на таа фирма, оваа работа ќе ја дадеме на таа фирма, сега имаме отворени врати. И нема љутиш ни од Европска комисија, ни од стратешки партнери, ни од никого, затоа што ние веќе имаме таква практика во парламентот. Добро, веројатно нема да направиме така, бидејќи не сме некако, како рекоте, сервилни сме во принцип и не водиме доволно сметка на нашите интереси и може би... Ами ние цело време туѓо гајле береме, ние сме уклучени на автоматски пилот, вие кога ќе седнете, негош ви како највише седи, најдуже мора да гледа. Па кога седнеш на тоа штолце, мораш ти далеко да гледаш. Па ние, као што гледате, микрочипови не правиме. Рудници да не се отварат, гледате енергетски објекти да не се отварат, па и градежништво ако не дадеме понуда, чекайте ние, што ќе му понудиме на светото? Има еден црнокуморен аргумент зашто ова све не треба да го правиме. Може да излеземе ќар, ако избие таа војна, вие што ја предвидувате, велите, упативте драматичен апел дека постои опасност да избие војна во Европа и Македонија да набавува оружје, да го зголеми сточниот фонд веднаш, да произведуваме храна, конзерви, да се спремаме за војна. О, сериозно ви е ли? Вака сега ќе ви кажем. Седиме 2 дена пред нападот на Русија врз Украина, поголемо друштво во кој што беше еден поранешен висок службеник во безбедносните служби. И тој, нели, како познавач од тој дел, категорички тврдеше дека нема да дојде до војна, дека пречутно ќе се договорат Русија и Украина. Јас бев категоричен дека нема шанса, колку е Русија голема да повлечете 300.000 војска, например, од Шведска да ја возите до Атина и да се вратите назад, знаете колку е тоа трошкови, колку е тоа пари, колку е тоа логистика, да ги сместите тие 300.000 војници, тие тенкови кои ги носите, таа опрема, тоа многу пари чини, и дека Путин нема да се врати назад, дека ќе влезе во Украина. Сега истото го говорам. Еве логиката. 90.000 НАТО војници имаме од горе, од Финска до Црноморе, на граница со Русија и со Белорусија. 2013 немавме ниту еден НАТО тенк во Европа, сега имаме 3.000 тенкови. И се повеќе се трупа војска. Значи, пробно влегува француската легија на странци во Украина. Следното ќе биде да влезе и друга војска и се повеќе се заговара да се постави една линија на одбрана на Днепар. Затоа ќе бидат потребни, за да се ослободи дополнителни украински сили да може да одат на фронт, затоа што како помала земја Украина, како многу луѓе што ја напуштили Украина, таа нема доволно човечки потенцијал да продолжи војната, затоа што вие морате и да ја ротирате војската. Ако вие во војска имате, на фронт имате 300 или 500.000 војска, значи вие мора да ја ротирате, морате уште 500 што ќе влезе после 3 месеца, 2 месеца, 6 месеца и така. Се НАТО, таму ќе има 120.000 војска. За ротација му треба уште 120, 240, значи уште
Не може да се трупа толку оружје и толку војска, а да не дојде до судир. И ако тоа се случи, сите земји веднаш ќе ги затворат своите граници за извоз на храна, на оружје, на муниции и така натаму, и тоа ќе дојдеме веќе во сериозен проблем. Вие како во драмата на Чеков, кај што вели ако се појави пушка во првиот чин, во третиот мора да опали. Да. Сега ќе ви дам еден пример. Бев министер, јас сум го почувствувал. Бев министер за економија 2004 година. Таа 2004 беше неродна година. Претежно сме се снабдувале, да знаете, со жито од Украина. Цела Европа. Украина голема житница. Меѓутоа, неродна и во Украина. Цела Европа се снабдуваше со дополнителни контингенти на жито од Аргентина, Бразил и Канада. Што се случува? Сите држави наеднаш носат одлуки на владите, забрана за извоз на жито. Нема од каде да увеземе. Македонија остана до резерви за уште 2 месеца. За уште 2 месеца. Вие ќе го нарашате житото, да тргне танкерот, додека платите, додека дојдете, ви треба најмалку месец ден, останувате на уште 1 месец. Вие не смеете тоа си го дозволите. Значи, јас сум имал пример кога сите држави веднаш се штитат. Се случи истото тоа со ковид кризата. Ке можеме ли одеднаш да окренеме сточниот фонд? Ке можеме ли одеднаш да се крене живина, не знам, ситна стока, крупна стока? Ке можеме ли одеднаш да обезбедиме храна за тоа? А што е проблем да стоковите резерви ги држиме во полна кондиција? Додека ова не пројде. Сето тоа е добро и да не биде војна. Тоа треба да го правиме. Па не, додека трае таа опасност, додека не се намали таа тензија, ние можеме тоа да го држиме под контрола. Кога ќе се тргне, нормално, ќе престанеме со тие стимулации, ќе се намалат стокови резерви, значи пари врзани во залихи ќе ги намалиме, но во секој случај ние мора да обезбедиме граѓанството, за така размислуваат одговорни раководители. А впрочем, по тоа го прави Србија, тоа го прави Вучич. Па после ние од нив земаме така. Се соѓаме. Па добро, со политиките ќе ги водиме, ќе видиме дали ќе земаме. Ќе видиме дали ќе земаме, да. Да се сврнеме малку и на прашањава локални, битни. Прашањето на кампањата требаше да биде, до некаде и е, што со бугарите, внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Вие, читам, слушам, и критикувате и овие се спремни да попуштат, оние се спремни да попуштат. Океј, што ќе правите вие? Како еден председател, бидејќи не сте влегле само за да утркава само за уметнички впечаток, предпоставам. Да. Што вие конкретно ќе направите по тоа прашање? Прво, јас немам некоја космичка соработка со Баба Вања. Значи, ги гледаме работите, што се случува. Македонката Баба Вања. Да. Значи, на секој изговор на Стево Пендаровски или на Ковачевски дека само бугарите да влезат во Уставот и ние готово завршуваме, тргаме кон Европа. Истата секунда Рубен Радев или некој друг ни одговора, а не е така, имате уште работи што треба да ги исполните. Сега пак прашувам. Дали е ова така или јас зборувам на памет? Тоа е така. Второ, кога имавме лидерска средба во парламентот, разговаравме и за ова прашање, за уставните промени. Јас реков вака, колеги, нема проблем бугарите да влезат во Уставот. Но имаме ли одговор за тоа дека бугарите бараат да прифатиме дека сме нација од 44-та? Имаме ли одговор за тоа дека нашиот јазик е исто така од 44-та и е наречен на бугарскиот јазик или како што тие велат, говориме на фалшлив български јазик? И имаме ли одговор на нивните тези дека сите револуционери македонски се бугари? Ако на ова прашање дадеме одговор, нормално не можеме сами, заедно со посредство на стратешки партнери да седне со Бугарија да се разговара дека сепак јазикот и идентитетот се прашања за кои што не можеме да разговараме. Ние немаме проблем да подржиме да влезат бугарите. Значи,
Мојот предлог е дајте да го затвориме целиот пакет. А мојот предлог е за идентитетот. Не може да разговараме за јазикот. Не може да разговараме за историските личности, ќе разговараме. Комисиите нека работат, нека барат факти, дури ако треба и меѓународни експерти нека се вклучат, што е што, кој ќе се оцени дека пород бил бугарин, се чувствувал бугарин и така натаму, тоа треба да ќе го прифатиме. Дури може и никогаш да не се договорат. Ама тоа не може да биде услов за да ти влезеш во Има такви историски комисии по Европа работа со децении и така натаму. Така е. Како меѓу Германија и Полска, Германија и Франција, значи ние имаме следна работа. Каде ќе се запише тоа? Како тоа ќе се гарантира што велите добро, не прифаќаме македонскиот јазик дека е дијалект, туку дека е Ама ние мора комплетното, господин Геровски, пакетот. предпоследното поглавје за кое што ќе се разговара е јазикот. Се согласувам. 28 парламенти треба да се изјаснат дека македонскиот јазик ќе се употребува во парламентот. И вие мислите во оваква ситуација, со вака отворено прашање, бугарите нема проблем, ќе кренат два прста во бугарското Не, собрание. разбирам совршено, но сега е поставен возен ред. Возниот ред вели вака сега. Прво уставните промени Добро. и после јас знам дека е тоа така, не јас што знам, знае Бугарија, го кажува таа премиерката Габриел и така натаму. После се отварат овие други прашања и сите тие ќе бидат причина за евентуално вето на Бугарија, ако Така ние е. не прифатиме. Но, што да направиме сега во фазата на бараните уставни промени, за ние сами да си ставиме гаранција дека од тука натаму не одиме надоле. Што да направиме? Кај да го запишеме тоа? Во уставот ли? знаете- Некои барат гаранција Европската унија да даде, Европскиот парламент, Стейт департментот. Кој да даде? Господине Геровски, ево јас цело време ова Како да направиме тоа? јас цело време ова го зборувам. Кога на лидерската средба ова го зборувавме, сите главата доле. И Али Ахмети, и Талат Джафери, и Ковачевски, и Мицковски, сите главата доле. Одговор на ова нема. И па ако седнеме сите да кажеме, и ако цврсто стоиме и албански, и македонски партии, и ако седнеме и со стратешки партнери, со Европска комисија и со секој луѓе, ова ќе го направиме следново, нема теоретска шанса, и имаме општ консензус околу прашање. Бива, не бива. Зошто тоа да не го запишеме во уставот, во преамбулата, на истото место кое што ќе ставаме? Ај вака да ве потсетам, се сеќавате, вие 90 кои години имаме донесено декларација за непромена на име, декларацијата во парламент, па така си е, како пикавец, изгазивме и си продолживме. Прво, дали ние тоа го чувствуваме внатрешно? Дали внатрешно го чувствуваме дека ова е во ред, ќе бидат бугарите во уставот, но ова дајте друго. Кој разговара за идентитет? Сега ќе ви кажам уште една работа. Мислам дека нема македонци што тоа така не го чувствуваат веќе. Така. И јас кога сум разговарал со премиерот Ковачевски, како поискусен, како постар во политиката, тоа беше пред 2 години, буквално вака му реков: окани се чорава после. Состојбата со бугарскиот договор и со уставните промени е многу потешка од промената на името со Грција. Зошто? Затоа што тогаш народот сепак се викаше: ај ова чудо да го видиме, еве ќе влеземе во ЕУ, во НАТО и така натаму и така натаму. И кога видоа дека нити бенефит има, нити ефекти да дојде од НАТО, може би се погоди короната, не викам не. Ама не се отворија преговори со Европската унија и сега веќе немаш подршка во народот. И јас ќе прашам една работа. И требаат ли на Македонија председатели и премиери каде што ќе викаат да, а народот вика не? Каква е бре луѓе таа политика? Украина ли не? Еве причина да излеземе на референдум. Кога ние, зашто ќе одиме на референдум? Излеговме за Преспанскиот договор. Излеговме и беше неуспешен. Неуспешен референдум, да. И ние погазивме секакви принципи. Дали еден услов беше да не ги викаме фашисти и нацисти? Го направивме тоа. Ги избрусивме плочите кај што пишува погинат од бугарски фашистички куршум. Добро, така се договориле германците и пољаците, германците и чешците, словаците таму, французите. Не проблем. Дали е тоа една наша остапка? Тоа никој не ја рачуна, како 3 од карти ни ја рачунаат. Второ, дали бара од нас да инвестираме во коридорот, во аутопатот и во пругата?
Извинете, тие пари ние крваво ги заработуваме. Земеме кредити. Сега поставам прашање. Дали бугарите имаат 1 сантиметар должен направено од нивна страна за патот или за пругата? Значи ние постојано се соочуваме со неискреност од нашиот сосед. Немој да ме сватите погрешно, дека јас сум анти-бугарски расположен и така. Јас само ги гледам фактите и само зборувам. Бугарија се пријави да ни биде мајка на нашата црква. На црквата, да. Така беше. Стана мајка. Накрај што испадна пак србите го решија проблемот. Кога потпишувавме договорот на Илинден, мислам беше 2017 ли беше со Бојко Борисов, како велеше? Ние ще ве подкрепиме на пътя към Европейскиот Союз. Вака не подкрепија. И сега, тоа не ни ли дава за право да бидеме крајно предпазливи во одлуките што кон Софија? Ние до сега не видовме искрена политика. Искрена политика ли е, види, ние ќе ја подкрепиме, ама вие ќе ни ја даете комерцијална банка. Ако можеш ти Телекомот. И ако сакаш да не подкрепиш, дојди земи го Јегуновце. Да се помъчиш малко. Дојди земи некој за губар. И јас сакам банка да земам, да. Кој са неки комерцијална да земе, да. Ве разбирам. Значи, јас само зборувам за факти и ништо друго. И се на многу луѓе им смета тоа што моите факти се очигледни, народот многу едноставно ги разбира и нема одговор на овие факти. Ние не можеме во континуитет да разговараме со неискрена бугарска политика. Слават ли тие Сан Стефанска Бугарија? Ја слават. Како не? Секоја година. Цело време не тераат ли да викаме дека тоа не е Илинденско преображенско востание? А за прв пат еден бугарски званичник на прославата на Илинденското востание, кој што македонците цело време го организираат во бугарите, е 32 од страна на градоначалникот на Варна присуствувал. Значи ни министер, ни заменик, ни тогашен цар или било кој та. Ако тие имале, го организирале тоа востание, значи, цело време се обидува да ја искриват, тоа се факти. Не. Сега, како за никого историјата не стана проблем за влез во Европска унија, само за нас станува проблем и она што јас мислам. Вака, ќе ви дам повторно пример. Не можеме да останеме цврсти колку еден Албин Курти, кој државата не му ја држава, кој му даваат пари од надвор, кој му дават оружје од надвор, кој му ја тренираат војската од надвор, кој што има европски наместник во државата и гледате, тоа што смета дека треба да им го прифаќа, тоа што не сака не им го прифаќа. Така е, човекот знае на американците им рече не за некои работи, што е И прилично машки. па не можеме да дојдеме дури на ниво на Албин Курти. И да кажеме, чекај, ова ние не можеме да го прифатиме. Вие дадовте ваква една идеја. Ние да му дадеме рок на Брисел до 2030 година, чините чаре, примете не. Секе сториме да влеземе во Европска унија. Обезбедите тамо празно столче ако треба за бугарите, не мора да гласат. Ако не Нека одат да јадат, нека пијат кафе, Добро, така унгарците се Ако си сакате, можете да го решите вие. Ќе си најдете начин како тоа. Ако имате искрени однос, меѓутоа проблемот е што тие немаат искрен однос кон Западен Балкан. Тука е проблемот. Е ли разумно малку да се сочекаат и очекуваните промени во архитектурата на Европската унија и особено во начинот на одлучување во Европската унија, бидејќи тоа веќе станува и официјален предлог. Тие имаат избори сега некаде во јуни, целата администрација ќе се смени, сите овие луѓе што сега ги гледаме или добар дел од нив веќе ќе ги заборавиме, нема да бидат на своите позиции за година-две, нема да се сеќаваме можеби на Урсула фон дер Лајен или на било кој од овие. Кај победила Урсула фон дер Лајен? Анабела Бербок, знаете да по што била позната? Не. Она била шампионка во трамболина. Добро, тоа е сериозна. Анабела Бербок. Да. Шампионка во трамболина, по тоа била позната и така е вклучена. Камо да можат и нашите политичари една работа да направат, па и на трамболина да бидат шампиони. Ке има, Но да не вулгаризираме. Да.
Кога ќе дојдат овде, кога ќе ни соопштат нешто, тие соопштуваат ставови на нивниот Бундестаг, на нивната влада. Значи, они може да земат и од улица некого да ни го донесат и да ни ги соопшти, Така, ама тој не соопштува негови И ставови. луѓето плюс си ги Овде, градат, овде ние си соопштуваме наши ставови. си ги градат кариерите, си прават тоа што треба да биде. Сакам да кажам, во Европската унија се заговара веќе подолго време и веројатно ќе дојде до една сериозна промена на начинот на одлучување, дури спомнатава Урсула фон дер Лајен, која сеќавате доаѓаше во Скопје, ајде направете го, ќе ве примиме веднаш. Таа е таа најава и може да биде еден од предлагачите на документ за тоа за промени во Европската унија за начинот на одлучување именно при проширувањето, пошто станува проблем, огромен проблем станува проширувањето. Тоа е и обврска за Европската унија, тоа се пари, влегувањето на Украина менува се во буџетите на Европската унија, огромна држава, ако влезе. А е веќе кандидат. И господин Геровски, не гукнавме за влезот на Украина. Ние не сме, нека си влезе Украина. Драго ќе ни биде. Значи, Украина е на голема мака, дава големи жртви, а реално дава жртви за Европа. Но да примиш, да отвориш преговори со земја која нема дефинирана граница, која сега избори нема да спроведе, на Зеленски му истекува мандатот, во кој што се затвараат цркви, се убиваат попови, се убиваат политичките противници, се затвараат политички противници, корупција на многу високо ниво, земја задолжена за 60 генерации, ви отварате преговори. Отварате со Молдавија, каде што во Приднестровје е најголемата руска влада. 280.000 тони има експлозив, плюс друго општо. Грузија. Не, и со Грузија, да. Во Приднестровје имате 17.000 руски војници. Па со све душманот отворивте преговори. Босна и Херцеговина. Дали е функционална држава Босна и Херцеговина? Кој критериум исполнува Босна и Херцеговина? Додик вика, јас веќе носам одлука, ќе се отцепувам од Босна и Херцеговина, нема што да барам од Босна и Херцеговина, ти отварат датум за преговори. И некни го гледам господинот Пендаровски во интервјуто вели, види ние колку сме неодговорни и отворија на Украина, на Грузија, на Босна и Херцеговина, и отворија, а ние зашто сме неодговорни, уште си се караме сами себе. Ма, господин Кемски, само ние сме во тој филм дека отварањето, самото отварање на преговорите и на поглавијата, дека значи нешто премногу. Па Србија и Црна Гора преговараат колку 12 години можеби. А Турција колку време преговара? 40 години. Добро, Турција е специфичен случај. 40 ако не се лажем години. Да не се лажем. Ако Турција влезе во Европската унија, ние влагаме одма. Не. Па таа ќе има во Европскиот парламент повеќе пратеници од Германија. И нејзиното влијание во европската политика ќе биде поголемо од влијание. И тука е тоа запче ги боли. Но Западниот Балкан, пасте, ние сме сите заедно 15 милиона. Ако влеземе во Европската унија, вие ќе одите у Брисел да правите емисии. Ја немам намера, татко ми, мајка ми, жена ми, ќе одиме сите. Па тие вака примијат 10 милиона украински бегалци. Колку од тие бегалци се со проруски сентимент? Колку има руси во тоа? Значи, не, сакам да ви кажам дека не им е проблем да одлучат, и јас мислам дека ние како Западен Балкан, место да се кодошиме еден со друг, ние треба ова стратегија околу Отворен Балкан да ја развиваме и дури треба да размислуваме координирана надворешна политика визави Европската унија, тоа значи да цел Западен Балкан биде во пакет примен. Ако цел Западен Балкан во пакет биде примен, јас мислам дека и косовското прашање побрзо ќе се разреши, и нашето прашање и со Албанија, и со Црна Гора. Има теорија дека така и ќе се случи. Сакам да ве прашам, вие во кампањата направивте еден неверојатен попис на идеи, попис на желби, што све треба да се направи во Македонија. Например, се сеќавам само за туризмот и само во Охридскиот и Струшкиот регион рековте тунел под Галичица, автопат Свети Стефан, Свети Наум, хотели со 5 звезди, спа центри, и пресметавте дека вкупните инвестиции што се потребни на Македонија
се 50 милиарди Евро. препоставам за 5 години овој мандат на кој се надпреварувате. Не за 5 години. Значи, Одеднаш? мојата теза е следнава. Ние да подготвуваме проекти во делот на туризмот. Не само за Галичица, значи, ние Галичица мора да ја поврзаме со Охрид и не може да имаме сезона од месец и пол. За Пелистер, за Кожув. Кожув ние ако го развиеме цела северна Грција ќе доаѓа да рекреира. За Осоговските планини, за сите наши бањи. Па ние немаме ни еден спа центар. Колку хотели имаме со 5 звезди. Натаму делот на енергетиката. Значи, Чебрен, Галиште, когенеративна гасна централа, дајте конечно да започнеме, за да можеме да ја вградиме Вардарска долина, тие 11 хидроцентрали на Вардар, ние мораме да го решиме прашањето со пречистителните станици од Вруток до излезот на Вардар кон Грција. Што значи тоа? Главен проблем за да не може да се реализира тој проект се фекалиите кои ќе се таложат на дното на тие езера. Можете да замислите кој бенефит за Македонија ќе биде 11 пати иста вода да ја користите. Знаете ли колку ќе ангажираме градежната оператива? Не е ли срамота да се возиме со железница од 40 км на сат? Па Бангладеш има побрза железница. Па возот Чиро побрзо се обраќал. Зашто не кажеме, дај ќе направиме проект и ќе одиме да се измести трасата на пругата по коридорот 8 и да видиме, ќе ја дадеме под концесија. Нека дојде, нека гради кој мисле, дали тој ќе биде на 50, 60, 100 години така натаму, ама сакаме да се возиме со возови кои идат 250-300 км на сат. Да се поврзаме со Србија, да се врзаме. Тогаш ако ние преземеме тако чекор, тоа значи многу брзо и Грција ќе се вклучи во тој проект. И тоа значи дека ние до Будимпешта може да бидеме за 3 сата. И тоа е во интерес на... Сами не можеме да изградиме. Зашто ние тоа не го дадеме под концесија? Значи, зборуваме... Кај ќе ги наеме тие пари? Вие рековте... Ама зборувам за директни странски инвестиции. А што мислите? Нема интерес за хидроцентралите, нема интерес за пругата. Тоа е оно што го зборувам. Ние ќе ги подготвуваме проектите до 2030 и велиме, ако не бидеме примена, ние ги отвараме врата. Прво ќе понудиме на Европска унија, кои проекти од овие ќе ги земе, на земите членки на Г7, на Г20, ако нема да ги отвориме вратите за инвестиции. Ние не можеме децата да не се иселуват. Саудитска Арабија, сите други. Ајде бе, господине Геровски, објасните ми, како може секде да ги има тие инвеститори од Саудитска Арабија, од Катар, од Емирати, Кина. од Либан, од Кина, а во Македонија да ги нема? Како може руски инвестиции да има во Грција, ве членка на НАТО, членка на Европска унија, а во Македонија нема? Нема да не мислам да ми пакувате проруски, само зборам реално, ништо повеќе од тоа. Како може тие инвеститори да ги има во Лондон, да ги има во Берлин, да ги има во Америка, да ги има секаде, само Македонија не? Ние си ставаме некоја аутоцензура која ни прави голема штета. До тоа или до тоа што сме мали никакви па не ги интересираме? Како не ги интересираме? Ај пробате да донесете некој од овие што ви кажам, да видите прво дали ќе добие виза. Ајде да видите дали ќе добие виза. Нема да му дадат виза? Па нема да му дадат виза да дојде. Неверојатно тоа, зашто не го дадат? Па јас сум бил министер за економија, ви зборам, како да ви кажам, јас сум бил бозаджија, сум бил министер, сме имале најава за такви шеици да дојдат така, натаму виза не може да добие. И не им давате визи го тоа? А виза не им дават. Па тоа е смешно, бе, луѓе. Јас зборам само реално. Луѓе, ние сме со вас. Дојдете, инвестирате, кажете што треба. Ако треба да се даде нешто под концесија на 50 или го на 70 години, да изградете го. Ќе ви давам пример. Јас преговарав за хидроцентралата Бошков мост. Дојде малезијска група на инвеститори. Рекоа вака, ние сме спремни да купиме банка. Сме спремни да градиме цела населба со станови или куќи, или се спремни, дајте ни некој проект во делот на енергетиката. Отидов кај премиерот, тогаш беше Црвенковски, викам, премиере, овие се наистина сериозни. Бараат да им дадеме некој проект за да видиме колку се сериозни. Добро, понуди им го Бошков мост, им го понудивме, луѓето потрошија преку $500,000. Дојде да носиме одлука на влада, скокна
Една министарка, чекај, ќе имаме проблеми со Европска унија, како вакаво директни преговори, не се членки на Европска унија. Тука скокна уште еден од моите колеги од тогашна ЛДП и така натаму, и луѓето ги откажавме. Ова се случи од 2004. А договорот требаше да биде под концесија на 25 години. И постигнавме извонредна цена, се сеќавам дали беше од 3, нешто евроценти, а сега е 12 евроценти. И Бошков мост има многу тунели, многу канали, значи градешната оператива ќе ни беше вклучена. Сметете тоа негде 2008 ќе беше влезена во систем, колку години тоаш помина? И зато пропадна тоа? И тоа пропадна, дали ние, значи за 7-8 години Бошков мост ќе беше наша хидроцентрала. И ќе ја користевме ние, ќе произведуваше електрична енергија. Јас сеќавам на еден таков проект, пошто го спомнавте, ресен тој од Тешево и така натаму. Како пропадна еден проект со Аквапура, тие беа. Да, ресен. Ресен, да, ама... Дојде нова влада, се тоа и шутира. Па да, ама и тие дојде да видеа со кога си имат работа и дигна... Така е. Аце. Така. Еве да ви дам уште еден пример. За ова когеративна централа, не знам за ова француската инвестиција што сакаше да прави фотоволтаици онде меѓу Свети Никола и Штип. Да. Не можете вие да дојдете до подпишување на договор, донесен е закон у парламент и да скокне опозицијата, овој договор не важи. Овој договор е штетен. За секој ден ли доаѓаат инвеститори кои сакаат да инвестираат 300 милиона евра? Толку ли сме големи? Ред ли чекаат на граница? Па не е ли коректно за таква инвестиција? Еве улогата на председателот. Стоп, имаме ваков институт. Дај да се вклучи опозиција, дајте ваши експерти во утврдување на правилата, условите под кои ќе се конкурира. Или крајна линија, еве ги условите наши, нека се направи, кој сака да ја земе таа инвестиција да ја работи, само треба да ни понуди цена по која што ќе купуваме електричната енергија. Зашто не се договориме околу тие работи? Сега одат народниците, беа склучени договори, беа дадени концесии, ги избркавме тие, сега не тужат, бара 200 милиона евра. Не може ние така да се однесуваме. Ова се битни работи, значи ние се претворивме во политика. А на штета и на нас, и на граѓаните. Сега кога сме во опозиција, викаме што полошо, тоа подобро, поблизо ќе дојдеме на власт. Кога си на власт, работиш нешто сосема друго, ама ова не доведе во ситуација да знаете, за 7-8 години ќе немаме кој да ни уплаќа во фондот за пензиско. Нашиот фонд за пензиско е генерацијски, што значи јас уплаќам за татко ми, син ми ќе уплаќа за мене. Едниот син ми е во Канада, ако отиде и другиот, кој ќе уплаќа за мене во фондот? По што ќе живееме? Ќе заглаеме, ние на години сме треба мислиме тоа. Што викаш, ќе не земе Господ. Ама ова се реални, господин Геровски, се фрапирав. 2011 бев носител на листа во изборна единица број 3. На пазарот во Крива Паланка бев некни. Вака беше народ, вриеш. Во сабота, да речеме 2011. Се 50 души на цел пазар нема. Нема народ. Све отидено. Се избегано, нема млади. Страшно е што ни се случува по исток. И ние мораме нешто... тоа е она за што јас негодувам. Не може да се бавиме цело време со виртуелни проблеми. Не може главна преокупација да не биде бугарскиот договор, внесување на бугарите во уставот, а да не ни биде главна преокупација да не биде инвестициите, отварање на нови работни места, отварање на фабрики, носење на инвеститори, подигање на животниот стандард, подигање на GDP во државата. Локалните политики. Локалните. Што правиме со локална самоуправа? Таа е четврта власт во оваа држава. Имаме локална како да ја немаме. Не гледаме што ни се случува, не можеме да очистиме, не можеме да окосиме. Кој ќе стигне фрла ѓубре, во зграда ќе се најдат двајца што ќе се инатат на цела зграда, ќе чуваат мачки и кучиња, никој ништо не може, не сака да плаќа за осветлување, не сака да плаќа ако тече кров, не сака да плаќа ако не знам канализацијата се запушила во зградата и така натаму. На тие секојдневни обични проблеми ние мора да ги разрешиме со нови законски решенија. Дали знаете дека хаварисано возило не смееме да го дигнеме од паркинг, ќе си седи со години, не смеш да го пипнеш. И тоа го знаеме сите, се менуваат власти и нема промена. Дали знаете дека кој ќе фатиме некој прекршител фрла ѓубре кај ќе стигне, ако сака да стои добро, ако не ќе си отиде и никому ништо, мора да го држиме, да дојде полиција и да го излегитимира и да ни ги даде податоците. Има логика тоа.
Не може да казнете никако. Нели треба полицијата да ослободиме од работи што не и се од работа? Има ли што полицијата има врска, например, со собраќајот во Велес? Кај мене во Карпуш. Имаме значи 40, што е проблем ние да поставиме одредена апаратура, кој ќе вози на тоа, ќе му испратиме. Зашто тоа мора да го прави полицијата? Зашто мора полицијата на цела Македонија 20 полицајци да одобруваат согласност за, не знам, сообраќајни решенија? Сакат ова зграда која се гради, на секоја плоча треба да дојдат миксери, треба да ја баклират улицата, тоа треба да го одобри сообраќајна полиција, треба да чекаш, треба елаборати, треба. Зашто тоа не може да го пренесеме на локална самоуправа, да си работиме сообраќајни инженери кои ќе прават, а контролната улога да ја задржи државата? Тоа се прашањата кои што исто председателот треба да ги седне со политичките партии, со владата. Луѓе, дајте ова наше растурено клопче да фатиме еден дел, едно крајче и полека да мотаме да правиме ново клопче со ред и поредок. И ништо повеќе од тоа. Луѓето ги нервираат мали работи. Господин Екимовски, го посакувам во овие преостанати денови од кампањата, од председателската кампања, а потоа и од кампањата за парламентарните избори, да дадете сериозен придонес во критикувајќи ги досегашните политики, креативен придонес во натамошните политики, без оглед како ќе заврши председателската трка. Вие сте фајтер, очекувате влезе во вториот круг, тоа веќе го рековте. Ви посакувам во секој успех, но поважно е и после 8 мај, и после 24 април, и после 8 мај, ние остануваме тука сите заедно во Скопје, во Македонија. Би сакал многу да ве гледам во политиката, може би малку помалку обседнат со овие геостратегии и така натаму. Тие ќе биднат и без вас, и без мене, и без Македонија. Но многу повеќе за нашите внатрични прашања, локални политики, да си огледаме нашите маки, да си ги гледаме и да бараме чарова иднина. Прво, ми беше наистина задоволство. За мене вие сте на врвот од номиналската фела во Македонија, со еден страшен резон, и морам да ви кажем дека ми беше чест и задоволство денеска да разговараме со вас во една вака лежерна, убава атмосфера. Ако приметувате, јас не критикувам, јас цел време нудам решение. Узград малце критика ќе упатам. Не можам да пофалам да бидеме ко спонзори за геноцидот во Сребреница, за резолуција во Обединените нации. Значи, минимални се критиките што ги упатувам, некогаш давам споредби, но како што гледате со сите мои 17 точки од мојата изборна кампања, јас нудам решение за Република Македонија, за најбитните делови. Образованието, темелот на општеството, здравството. Исто ли му и на председателот дали буба шваби шетаат по ходниците и по операционите сали. Натаму администрацијата. Дали имаме функционална администрација? Имаме ли луѓе што седат дома земат плата? Дали имаме делови кои што викаат немаме доволно луѓе? Разговарај со полицијата, ти вика не сме подполнети доволно. Влези во градинка, нема негователки воспитувачки. Оди во затвор, ти вика немаме чувари. Иди во обвинителство, немаме обвинители, немаме истражители. Ходи во судот, вика немаме суди. Па добро бе луѓе, дајме да седнеме ова 100 кусурилјадна администрација, да видиме кого, каде можеме да преместиме. Прво, тој лично ќе се чувствува како општествена корис. Второ, ќе си стане стручен во една област. Знаете ли колку е гнасно, дојдете на работа цел ден, седите и само гледате саато да поминете, видите кај кафе ќе отидете. Или не одите на работа, земете плата. Што е лошо да го направиме системот пофункционален, да седнеме да поразговараме? Јас нудам решение. Јас не викам, ајде се тоа да избркаме. Колку ние имаме правници по администрацијата со правосуден испит? Па тие во најмала рака може да бидат истражители. Па во најмала рака може да одат на Академија суди и обвинители, па да станат дел од правосудниот систем. Колку имаме луѓе со средна школа кои што не работат ништо? Зашто не може да оди во затвор да биде чувар? Зашто не може да стане полицаец?
Зашто не може да биде негователка? Не. Значи, имаме да ги распоредиме тие луѓе, да направиме бенефити за државата сите нас и дајте да запреме више совработување во администрацијата. Која е ова понуда што ние ја даваме? Вработување. Чекам сега ово по митинзи што се оди, све се чека да се вработи во администрација. Е добро, еве, ајде тераме, идеме подобро, не оди подобро. И ние мора. Јас сум единствен политичар што викам мора да запреме 4-5 години со вработување, освен во безбедносниот сектор, во образованието, во здравството и во науката. Евентуално културата. Јас сум единствен што викам дајте да го качиме придонесот за здравство. Кој Цацко го тереше Груевски да го намалува? Дајте да го вратиме. Има ли некој што ќе рече јас сум против? За да имаме подобро здравство, да ги не се иселуваат докторите, ние не ја покачуваме платата. 6 години иде на специализација за 26.000. Има ли логика да работи во здравствен систем, а он социјално да не биде осигурен? Тоа е хипокризија. Значи, само треба да кажеме, чекај, дајте парче по парче да решаваме. И јас тука ја гледам улогата на председателот. Да се надеваме кога ќе добиеме председател кој ќе биде средиште на дебати кои не се необходни во Македонија, да се створи едно политичко творештво, една ризница на идеи, па извршната власт да ги реализира. Се слагам, али не да биде седиште на дебати од истомисленици. Од мојата партија ќе викнеме некој професорче што се вртка околу нас со хонорарчење и така натаму. И јас сум навистина разочаран во оваа кампања избегнување на дебатите. А како никогаш досега се предлага тектонски поместување во уставно-правниот и политичкиот систем на Македонија. Промене на устав, избор на председател во парламент, тргање на тие 20%, се заговара напуштање на отворен Балкан, се заговара граѓански устав, каде што ќе се избришат македонците од уставот. Што се крупни прашања кои што треба да разговараме. Пак ли се на мала врата? Поминуваат покрај нас, да. Убаво е да разговараме за овие прашања, да се караме, да разговараме, да објаснуваме. Така ќе дојдеме до чисти ставови. И така помалку ќе грешиме. После 8 мај пак ќе ве бараме да продолжиме да разговараме. Може би не баш во вилата Водно, но не ни се потребни вили за моја. Може и кај мене го подржи кон. Знам дека сте љубител за природа на природа. Подржи кон. Благодарам на овој разговор. Ми беше драго. Почитувани гледачи, ова беше предпоследната дебата во серијата со председателските кандидати. Ја најавувам последната дебата со кандидатката Гордана Силјановска-Давкова и со тоа ќе ја завршиме оваа серија и придонесот на Плюс Инфо во обидот кандидатите да ги представат своите идеи, да поведат дебата, иако навистина и немавме баш некоја дебата во општеството, но ете се обидовме да отвориме барем простор да слушаме што кандидатите сакаат, што имаат во нивните програми и што би можеле да и донесат на Македонија. Благодарам.